Дневник на К1, добро вечер. По кратката најава за дневните настани започнуваме веднаш. Останете со нас. Локалните самоуправи од денеска функционираат нормално. Општините и комуналните предпријатија го отворија прашањето за финансирање на инвестициски проекти за водни услуги. За Македонија и за регионот во моментов не постои сериозна закана од тероризам, оцена на меѓународниот безбедносен форум во Охрид. Од денеска градоначалниците можат да подпишуваат во име на општините. Градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев вели дека една од многобројните обврски кои денеска ќе ги заврши е тоа дека ќе стави подпис на налогот со кој што ќе го плати уличното осветлување. Од денеска локалните самоуправи повторно функционираат нормално. Градоначалниците може да подпишуваат, а советите можат да држат седници. Ова доаѓа откако одлуката за промена на изборниот закон беше изгласана во Собранието на Република Македонија. Специјално испадна во електронската форма на службен весник. Очекуваме да дојде по нормален пат службениот весник. Веќе се вратени ингеренциите и на советите и на градоначалниците, така да од денеска веќе почнуваме да функционираме нормално, што би се рекло. Чадие вели дека периодот на блокада тешко ќе се надмине, но тој е сигурен дека администрацијата ќе вложи напори за надминување на состојбата и локалната самоуправа е сервис на граѓаните. Не можеме да функционираме никако, луѓето имаат своји потреби кои што не можеа да ги остварат, од најбанални работи, ставање подпис за пренос на данок на имот од родител и така натаму, од купени објекти, стопански објекти, објекти за живење и така натаму, па до самата инфраструктура, следување на градот, нормално плаќањето на уличното осветлување. Не сме оплатили уличното осветлување, денеска тоа ќе го направиме. И секако за повеќе од 2000 луѓе општина Велес не примање на личниот доход. Политичката криза е причина редовните локални избори кои беа предвидени за месец март да не се одржат и истите со промена на изборниот законник да се презакажат за 15 октомври. Од 15 минатиот месец па се до денеска, актуелните градоначалници немаа право на подпис во име на општините кои што тие ги водат. Денеска пред локалните власти од регионот и компаниите кои работат со вода беше презентирана националната студија за води во земјава, која е насочена конкретно кон инвестициони проекти при изведување на процесот со спроведување вода или одведување на отпадната вода на соодветно место. Генералните податоци покажуваат дека 90% има решеност на покриеноста со вода за пиење и околу 30 до 75% исчезнатата вода заради дотрајани водоводни системи. Големите загадувачи и урбаните отпадни води кои мора да подлежат на процес на прочистителни станици, долготрени и скапи инвестиции кои неопходно е да се одржуваат и правилно да се управуваат. Колешката Дијана Иванова повеќе. Комуналните предпријатија и локалните самоуправи го отворија прашањето како да дојдат до средства од ИПА фондовите со кои ќе се реализираат програми од Националната студија за вода. Прочистување на урбаните отпадни води, обезбедување на квалитетна вода за пиење и постапување со милта се основните работи каде во наредните години јавните комунални предпријатија мора да инвестираат. Македонија има многу работа на ова поле, вели експертот Майкл Левел, за да може да се приближи на ниво со земјите членки на Европска унија. Така, например, директивата за пречистување на урбани и отпадни води, незиното спроведување во Република Македонија најверојатно би чинело повеќе од 1 милијарда евра. Најголем дел од овие пари би биле потребни за поправање на канализацијската мрежа, која што е потребна за собирање на урбаните отпадни води, и дел од овие средства секако би биле за пречистителни станици кои што мора да се постават во определени населени места. Имајќи ги предвид овие големи трошоци, затоа е многу важно сето ова да се направи колку што е можно поефикасно, со цел да не се креираат дополнителни трошоци, туку да се намали севкупниот трошок на спроведување на оваа директива. Европската унија е подготвена да ги отвори ИПА фондовите наменети за реализација на инфраструктурни инвестициски проекти за водни услуги. Прашање е само колку домашните комунални предпријатија се подготвени да дојдат до нив, вели Зоран Чона. Идејата е да се запознат, повторно ќе речем,
единиците на локална самоуправа и јавните предпријатија со чекорите кои треба да ги направат за да успеат да ги реализират тие пари кои им се надофат некако. Пред се за надградба на инвестиција на инфраструктурата која тие имат, бидејќи со годините уназад е во доста лоша кондиција, а воено и проширување на истото. Министерството за животна средина во моментов работи на подготовка за инвестициска програма, од која треба да произлезе националната студија за вода, која пак ќе содржи план за развој на комуналните предпријатија. Домашниот патнички и товарен железнички сообраќај од изутринава се одвива редуцирано поради прекинот со работа на машинскиот персонал во Македонски железници транспорт. Во 9 часот изутринава ни тргна патничкиот воз на релација Скопје-Велес, а за останатите возови се уште не е пристигнато официјално известување, информираат од железничката станица во Скопје. Душко Чачаровски, представник на машинскиот персонал, изјави дека неисполнувањето на работните обврски е во знак на протест од оцнењето на исплатата на платата и низино селективно зголемување на дел од вработените. Барањето се, значи, како што добро знае јавноста, исплата на редовна плата, што не е исплатена се уште априлската плата во целост, само дел, значи тотална блокада. Со исклучок на меѓународниот воз од Београд, Скопје, Гевгелија и обратно, само тој ќе сообраќа. Продолжуваме понатаму. Заврши проценката на штетите од пролетните мразеви на 21 и 22 април. Според Комисијата на Министерството за земјоделство, годинава во поголемија дел од овоштарниците ке немарот. Комисиите за проценка на направените штети кај овошките во Преспанскиот регион ги разградувале сите поднесени барања од земјоделците и за секој од нив е изготвен записник. Според проценката, штетите во овој регион се од 80 до 100%. Заврши теренската проценка на штетите од априлското измрзнување. Направен е увид кај земјоделците кои поднесоа барање за обештетување. Според Комисијата на Министерството за земјоделство, годинава во поголемија дел од овоштарниците ке немарот. Комисиите за проценка на направените штети од пролетните ниски температури кај овошките во Преспанскиот регион ги разгледале сите 2650 барања од земјоделците и за секој од нив е изготвен поединечен записник. Според проценката на комисиите, штетите во овој регион се од 80 до 100%. Податоците се доставени до Министерството за земјоделство и до Бирото за судски вештачења, кој треба да направи дополнителна проверка. Обештетувањето ќе се врши преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството по проценката од страна на комисиите и по проверката од страна на Бирото. На целата територија на Република Македонија поднесени се вкупно 11.000 барања. Најмногу во Кавадарци 3.000, 2.700 во Неготино, 2.650 во Ресен, а во Берова, Делчево и во Радовиш повеќе од 1.000. Во другите општини бројот е помал. Викендов во Неготино се одржа 7-миот поред традиционален меѓународен фолклорен фестивал Манастирски фолклорни средби. На сцената изобилуваа фолклорните мотиви, старите инструменти, автентичните орачи и звуци, споени со вековната традиција, ги чуваат корените и идентитетот на изведувачите од местата од каде што потекнуваат. Мартина Митков повеќе. Во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино викендов се одржа 7-миот поред традиционален меѓународен фолклорен фестивал Манастирски фолклорни средби. И годинава истиот беше во организација на Центарот за култура и Министерството за култура на Република Македонија. Неготинскиот центар е институција која презентира разновидна културна програма и е двигател на културниот живот во градот. Се гордеам со тоа што нашиот град Неготино е домаќин на традиционалните вредности кога е во прашање долговековното македонско оро, македонските носи и македонската култура. Од почетокот на оваа година, па и до сега, а и до крајот на истата, имаме, па и че имаме многобројни вакви манифестации и проекти
со кој ние допринесуваме за развој и збогатување на нашето културно живење во нашата општина па и во регионот. На фестивалот кој траеше 4 дена присуствуваа гости од Србија, Бугарија, Турција и учесници од неколку градови од Македонија. Со цел збогатување на програмата, истовремено се одржа и 17-тиот поред меѓународен детски фестивал Оро Весело, за кој што организатор е фолклорниот ансамбл Бучим од Радовиш. Бидејќи и двата фестивали се одржуваат во ист временски период, дел од учесниците меѓусебно гостуваат на фестивалите во двата града. Ова ни е седми пат поред како учествуваме на Манаските средби и пријатно се чувствувам бидејќи Радовиш и Неготир се комшиски градови и соработката тече во најдобар ред и ние секако ќе поддржиме и други проекти од областта на културата на начинот на кој ќе дозволат условите за соработка. Фестивалот Манастирски фолклорни средби го става во функција фолклорното богатство и традицијата како на дополнување на етнотрадицијата, ги негува обичаите, песните, ората и другите автентични форми на народната култура на различните етникуми во Република Македонија. На сцената изобилуваа фолклорните мотиви, старите инструменти, автентичните орачи и звуци споени со вековната традиција ги чуваат корените и идентитетот на изведувачите од местата од каде што потекнуваат. Првата одлука која новата влада на СДСМ и Зоран Заев ќе ја донесе најверојатно ќе биде да се урне оградата од ковано железо со која обиколена владината зграда. За разлика од Заев, првата одлука на владата на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски во 2014 година беше усвојување на предлог закон за отпис на долговите за социјално ранливите категории. Продолжуваме со останатите вести од Македонија. Дефинирањето на новата генерација ризици и закани по безбедноста преку размена на сознанијата со кои располагаат академската заедница и практичарите со цел развивање на безбедносни концепти, стратегии и политики за справување со тој вид предизвици се целите на безбедносната конференција. Лицата, терористите кои што ги извршуваат овие напади се веќе добро етаблирани во Европа, имаат можеби одредени бази и на Балканот, меѓутоа денеска и во блиска еднина не постои некоја посериозна закана дека во овој регион ќе се случат такви настани. Марко Ломбарди од Католичкиот универзитет од Милано во врска со актуелните безбедносни ризици во светот нагласи дека тероризмот е најголема безбедносна закана во денешницата, а со конфликтот можеме да се справиме само доколку изградиме единствен став кон него. Тоа значи дека имаме две одговорности, а тоа е да го промовираме. Првата е да промовираме нова свест, ново гледање на тероризмот, она што јас го викам непријател. Второ, да развиеме алатки, инструменти со кои ќе ги сопреме, ќе ги спречиме нападите. Она што го викаме џихадисти, оние што ги викаме џихадисти, тоа е коренот на средновековната ера, кое што е присутно се уште и представува една глобална војна. Премислав Росулек од Чешкиот универзитет укажа на потребата од разграничување на вистинските безбедносни закани од вештачки креираните безбедносни прашања. Европската унија губи поради Брекзит, поради внатрешни своји проблеми, поради можеби името, ако го спомнеме со Македонија. НАТО исто така губи, поради бомбардирањето. Јас како опасност ја гледам и Русија. На тридневниот собир во Охрид учествуваат повеќе од 150 учесници од 15 земји од целиот свет, академски професори од бројни универзитети кои ќе презентираат стотина научни трудови од областа на реформите во безбедносниот систем, полицијата и науката. Светска банка за годинава предвидува дека македонската економија ќе има раст од 2,8%, следната година 3,3%, во 2019 година 3,8%.
Во најновиот извештај Светска банка за годинава предвидува највисок економски раст во регионот на Косово со 3,9%. Албанија се прогнозира дека ќе има економски раст од 3,5%, Босна и Херцеговина 3,2%, Црна Гора 3,3%, Србија 3% и Хрватска 2,9%. Економијата во 2018 година во регионот треба да има раст од 4,2% во Косово, 3,7% во Босна и Херцеговина, 3,5% во Албанија и Србија, Црна Гора 3% и 2,5% во Хрватска. Во 2019 година се предвидува раст на косовската економија од 4,4%. Во Босна и Херцеговина економијата треба да има раст од 4%, Албанија од 3,8%, Србија 3,5%, Хрватска 2,6% и Црна Гора само 2%. Црна Гора денеска официјално ќе биде примена во членство во НАТО на церемонија каде што ќе содржи во американскиот State Department, јави денеска Црногорската државна телевизија. Според протоколот на церемонијата во Вашингтон, црногорскиот премиер Душко Марковик на американскиот државен подсекретар Томас Шанон ќе му ги предаде документите за ратификација на членството во НАТО, со што Црна Гора официјално ќе стане 29-та членка на Алијансата. По официјалниот прием на 7 јуни пред седиштето на НАТО во Брисел ќе биде подигнато и знамето на Црна Гора. Продолжуваме со останатите информации од светот. 8 лица загинаа при експлозија и последователен пожар во хемиска фабрика во источната кинеска провинција Шандун. Кинеските медиуми јавија дека несреќата била предизвикана од експлозија на резервоар со течен газ во зоната за товарање и стоварање во фабриката Линузињу Петрохемикал, денеска околу пладне по локално време. Како резултат на експлозијата избил пожар, што зафатил неколку резервоари со гориво. Сопственикот на фабриката е приведен, а повредените лица се хоспитализирани. Кинеските власти наведоа дека се повредени 9 лица. Пожарот во фабриката е изгаснат. Во спасувачка мисија на Алпите загина алпинистка, спасувачот е тешко повреден. Како што пренесуваат медиумите, спасувачката служба добила повик за спасување од маж и жена, кои се нашле во тешка ситуација близу до Трофејак во јужниот дел на Австрија. Таму бил испратен хеликоптерот кој што била спуштена спасувачка сајла со цел да им се помогне за да се искачат на леталото. Но кога лицата се закачиле на сајлата, таа се скинела и тие паднале од голема височина во провалијата, соопшти представник на австриската полиција. Спасувачот е во критична состојба. Како што се претпоставуваше, позади терористичкиот напад во Лондон стои екстремистичката група Исламска држава. Група борци од Исламската држава го извршија нападот во Лондон во саботата, соопшти агенцијата на Исламската држава АМАК. Во крвавата саботна ноќ во Лондон животот го загубија 7 лица. Според информациите на британските медиуми, овој број може да се зголеми бидејќи 21 лица од болничко хоспитализираните 36 лица се во критична состојба. Во врска со нападот уапсени се 12 лица од британската полиција на пресконференција информирале дека постигнат е значителен напредок во истрагата. Нападот го извршија тројца напаѓачи кои носеа на себе лажни експлозивни елеци. Со бело комбе првонамерно влетеле меѓу луѓе кои чекале автобус на Лондонскиот мост, а потоа излегле од возилото и со ножеви почнале да ги напаѓаат луѓето. Тројцата мажи се убиени од страна на лондонската полиција. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, а во подоцните часови најавено е нестабилно време со локален поројан дожд и грмежи, особено во западните и североисточните предели. Минималната температура се движеше од 9 до 15, а максималната од 24 до 31 степен. До четврток ќе се задржи нестабилно време околу пладне и попладне со локална појава на поројан дожд и грмежи со променлив интензитет. Во четврток ќе дува
засилен северен ветер и од втората половина на денот ќе настапи постепена стабилизација на временската состојба, пошто следува период на стабилно и топло време со пораст на температурата на воздухот. Со кратките метеоинформации го заокружуваме овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието и пријатно.